Денеска ќе позборуваме за променливите во програмските јазици. Најпрво, променливата во програмскиот јазик треба да се декларира. Тоа го правиме со тоа што го наведуваме нејзиниот тип. Во овој случај ќе одбереме интеџерот, целобројната вредност, и потоа го наведуваме нејзиното име. Тоа ќе нека биде јаболки. И ова е декларација на променлива. Името мора да биде единствено, за да не ја помешаме со друга променлива, кога подоцна во програмата ќе ја повикаме оваја. Потоа мораме да извршиме иницијализација, односно да ја доделиме почетна вредност на променливата. Ја повикуваме со нејзиното име, ставаме еднакво и ја ставаме вредноста која сакаме да биде почетна. Овде ќе одбереме тоа да биде бројката 3. Од сеја натаму, во програмата, бројката што ќе биде сместена во јаболки ќе биде бројката 3, односно вредноста 3. Ова тука наредба е иницијализација. Иницијализацијата и декларацијата можеме да ги наведеме во една линија код, за да заштедиме на програмата, а тоа ќе го направиме овака. Типот, името, е еднакво на почетната вредност 3. Овде имаме и декларација и иницијализација. Ова може да го избришеме, бидејќи доволно се тие претходните два реда код, за да имаме променливата јаболки и во неа почетната вредност 3. Потоа, вредноста јаболки можеме да отпечатиме на екран и да правиме што сакаме со неа. Во C++ програмскиот јазик, печатање на екран се врши со наредбата cout, двете стрелки налево, што значи дека испечати надвор на екран, и ќе ја повикаме вредноста на јаболки. Овде, на екранот, ќе ни се отпечати вредноста 3. Може се запрашувате што се овие две цртки, што ја нон-стоп ги пишувам. Тоа е коментар во програмирањето. Програмата кога се извршува, тие работи, како што се декларација, иницијализација, значи после овие две цртки, две коси цртки, не ја зема во предвид. Тоа е за да ние си да објасниме што наредбите блиску до тој коментар представуваат. Потоа, да продолжиме понатаму, јаболките како променлива, вредноста во нив можеме да ја поименуваме. Е еднакво на старата вредност јаболки минус 1. Овде ќе се изврши старата вредност на јаболки минус 1 и новата вредност, која е 2, ќе се додели во јаболки. Која ќе напишеме cout јаболки, ќе се испечати новата вредност која е 2. Претходно била 3.